Hello, good morning. I do think that the does not create this negative. What is the strong points where we have to work? German economy is our first partner for us. Treatment of local and foreign direct investors. Response for us is a little bit It's surprise. Taxes without Значи, прво да ви кажам дека утрово направивме средба со министрите од економските сектори, кај мене во кабинет, заедно со господинот Патрик Мартенс, председателот на Германската стопанска комора, одно представникот на Германската стопанска комора во Македонија. Заеднички ги проанализиравме анкетите, односно бројките од анкетата која што тие вчера ја објавија. За не секоја таква анкета е само патоказ како треба подобро да работиме. Можам да ви кажам дека јасно ги детерминиравме сите проблеми кои што предизвикале да некои бројки бидат во таа анкета негативни, меѓутоа некои бројки во таа анкета се и позитивни. Она што сакам да го споделам со вас е дека 78% од германските инвеститори во нашата држава повторно би инвестирале. Таму има и бројки, ќе дозволите да прочитам, за да не погрешам. 48% од компаниите ќе го зголемат прометот во 2019 година, а само 15% ќе го намалат прометот. 41% ќе го зголемат извозот од нашата држава, а само 7% ќе го намалат. И што исто така важно, 39% од компаниите кои што биле анкетирани ќе го зголемат бројот на вработени во 2019 година, наспроти 10% кои што ќе го намалат. Она што ми беше мене важно, сакав да разберам кои се главните причини за таквите бројки кои што беа и негативни. Главните причини се однесуваат во делот на тоа дека сакаат малце попредвидлива политика во економијата, со други зборови да на време бидат информирани за промените во даночната политика, за промените во делот на минималната плата, а воедно, значи, искажаа одредени потреби во делот на царинските тарифи во нашата држава да бидат прилагодени на европските. Ние како влада секако ќе направиме анализа на сето това и она што можам да го кажам е дека изразија и позитивни одредени ставови, тоа пред се за законот за финансиска поддршка на инвестициите, кој што го оценија како многу позитивен и многу транспарентен. Она што јавноста не го знае, а мислам дека е добро да го споделиме, ние на квартално ниво држиме состанок во владата, јас лично го држам со сите странски инвеститори од Германија, ги разгледуваме нивните проблеми, се обидуваме да ги решиме. Следниот состанок ќе го прошириме со сите министри од економските сектори и премиерот изрази желба да биде присутен на тој состанок. Она што нас не радува е дека и понатаму имаме интерес од германски компании да бидат директни странски инвеститори во нашата држава. Веќе неколку од нив и подпишаа договори. Свесни сте за Генешајмер, го објавивме. Другите се уште ги носат своите одлуки, но мислам дека наскоро ќе ги објавиме. Good morning to you. The reason why I'm here is Добро утро. Ние јутринава имавме дискусија за економското истражување кое што го имавме и разговаравме заедно со заместник премиерот за приватниот сектор и за поддршката на владата која што ги ја дава на инвестициите и тоа што таа е наш партнер. Меѓутоа ние треба заедно да работиме за да го задржиме ова ниво. Во рамките на истражувањето имавме исход од 78% од странските инвеститори кои велат дека повторно би инвестирале во Македонија. И ова високо ниво всушност треба да го задржите со тоа што ќе работите уште подобро и уште подцврсто, затоа што сите знаеме дека кога станува збор за изборот на локација на странските инвеститори, конкуренцијата е многу голема. Што се однесува до прашањето за Дрексел Мајер имаше многу гласени, меѓутоа сакам да кажам дека компанијата нема да ја напушти земјава. И исто така сакам да кажам дека странските инвеститори ја земаат предвид Македонија како земја за инвестирање и таа има многу големи перспективи во оваа област. Исто така сакам да кажам дека и пазарот на трудот е многу важен при одлучувањето на странските компании дали ќе инвестираат во земјава или не.
Фактот што некоја голема автомобилска компанија го земала регионот предвид за своите инвеститори е доволно знак дека вие работите добро и фактот што е избрана некоја друга земја не мора да значи дека вие треба да се обесхрабрувате, туку само дека треба да работите подобро. Особено, повторно ќе кажам, ако се земе предвид пазарот на трудот, затоа што тој има големо влијание врз одлучувањето на странските инвеститори. Например, ќе има и други инвестиции во кои што се бара високо ниво на инженерски вештини. Има компании кои што сакаат да инвестираат во истражувањето и развојот и ние имаме заедничка соработка со владата, со јавниот сектор, со Министерството за образование и спроведуваме проект за стручно образование. Дрексел Мајер е, например, вклучен во овој проект и веќе долго време го спроведува. Исто така сакам да кажам дека во рамките на истражувањето ние увидовме дека не можеме сите странски инвеститори исто да ги задоволиме, значи 50% од нив беа задоволни, имаше некои од нив што не беа задоволни, меѓутоа вие треба постојано да работите за да го зголемите процентот на задоволни компании, треба да работите на подобрувањето на пазарот на трудот и исто така сакам да кажам дека и политиките владата кои што ги носи во однос на привлекување на странски инвеститори предонесуваат доста за долгорочниот развој на економијата на земјата. Секако има деловни предизвици, има она што треба да го имаме предвид дека и домашните компании и странските инвеститори како даночни обврзници треба да останат здрави за ние понатаму да можеме да зацврстуваме економијата на земјата.